И органското производство е навистина еден голем потенцијал, не само кон производство на квалитетни и сертифицирани производи од една страна, но од друга страна и за заштита на самата природа. Органското земјоделство ќе стане потенцијал на нашата држава во недостиг на голем број на ресурси и суровини кои што веројатно во наредниот период ќе имаме проблеми. Нормално земјоделците за да го заштитат своето производство ќе мора да се преориентираат и кон неминерални ѓубрива, значи неминерални зборувам ѓубрива од органско производство. Органското производство се зазема само 1% од нашето земјоделско производство во државата што го имаме, а реално е насочено на нашиот домашен пазар и во тој случај многу се важни промоциите на малите органски производители и многу е важно нивното поврзување со директните потрошувачи во насока да се зголеми ова производство и во насока да се користи квалитетна храна во нашата држава. Не е секогаш до финансиските, како што кажав, подршки, многу е важно промоцијата на регионот, многу е важно решавање со проблемот со Преспанското езеро во моментот, значи да се знае, да се има една соодветна стратегија што ќе се прави со регионот во една ваква ситуација во која што се наоѓа Преспанското езеро. Добре дојдовте. И продолжуваме разговорите за заштитата на Преспа и чистата животна средина како дел од кампањата Преспа разбуди се за чиста средина во која што соработуваме со Институтот за комуникацијски студии. Затоа овој пат во студиото ќе ми помогне Билјана Петровска-Митревска од Националната федерација на фармери. Билјана, добре дојдовте. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Ние работиме на серија документарни филмови за заштита на регионот Преспа. Во последниот кој што е насловен Природно Преспа, акцентот го ставаме на органските производители во Преспа. Ќе ве прашам директно, колку се важни органското земјоделство за заштита на животната средина и екосистемот во Преспа? Да, јас првен морам да ви ја поздравам иницијативата што работите баш на регионот за Преспа и околу еколошката заштита, промоција, колку е важна Преспа и колку е важна во моментот еколошката заштита на регионот Преспа. Преспа е еден од најубавите региони во нашата држава со голем потенцијал за развој не само за земјоделството, туку и за планински туризам, рурален туризам, и секаков друг потенцијал на развој и воедно и за убав живот на самите граѓани кои што живеат во регионот на Преспа. Но Преспа, како што знаеме, се соочува со еколошка катастрофа, тоа значи повлекување на Преспанското езеро и тука таа еколошка катастрофа исто така влијае и на земјоделството, кое што е една од клучните гранки за развој на Преспанскиот регион. Сметам дека кога станува збор за природата, тие две нешта се поврзани. Значи земјоделството е дел од природата, така што во моментот најмногу некој кој што може да помогне на тој регион во неговата заштита од таа еколошка катастрофа се токму земјоделците и земјоделките и органското производство е навистина еден голем потенцијал не само кон производство на квалитетни и сертифицирани производи од една страна, но од друга страна и за заштита на самата природа. Кога станува збор за органско производство, тоа знаеме дека значи заштита на водата, на почвата и на воздухот и производство на квалитетна храна без употреба на пестициди и без употреба на соодветни хемикалии. Во моментот, значи, земјоделството се соочува со климатски промени, но тоа не значи дека треба да се изоставуваат органските технологии на производство, напротив, постојат научни истражувања кои што исто така ги имаме и во нашата држава и треба да се применуваат, кои што едноставно можат да помогнат на биодиверзивитетот, а биодиверзивитетот ќе помогне на зголемување на производството на земјоделството. Дефинитивно органското производство е еден потенцијал за развој на регионот Преспа, но од друга страна и за заштита на самиот регион. Токму тоа го зборуваат и земјоделците со кои што разговаравме на терен, велат дека на нив на прво место име животната средина, природата, заштита на природата, на подземните води, па на второ место доаѓа обезбедувањето на чиста и здрава храна за потрошувачите. Меѓутоа, колкава поддршка добиваат тие од државата во моментов и има ли начин да се зголеми бројот на производители, на земјоделци кои што на органски начин ги произведуваат своите производи? Да, во конкретниот момент кога зборуваме, кога се соочуваме со глобални економски промени и политички промени, значи реално органското земјоделство ќе стане потенцијал на нашата држава
во недостиг на голем број на ресурси и суровини кои што веројатно во наредниот период ќе ќе имаме проблеми, нормално земјоделците за да го заштитат своето производство ќе мора да се преориентираат и кон неминерални ѓубрива и кон значи неминерални зборувам ѓубрива од органско производство, заштита од органско производство, препарати, а не употреба на пестициди, што е многу и тоа важно. Реално во нашата држава и нашите политики претежно како држава сме сконцентрирани кон производство на кон производство на земјоделски производи и храна, но од друга страна не беше толку застапено концентрацијата на органското производство. Сега согласно се менуваат работите, можам да укажам, во делот на земјоделските политики, еве во март месец донесен е новиот закон за органско производство, кој што е согласно с ЕУ директивите, каде што има јасна слика кои мерки треба да се применуваат, агротехнички мерки треба да се применуваат од земјоделците и конкретно јасна слика каква контрола ќе се прави на земјоделското производство. Во изминатите периоди секогаш земјоделското производство, органското земјоделско производство е поддржано со процент повисок од конвенционалното производство. 50% сега јас ги извадов и како статистики во 2024, 30% кај фуражните култури беше, 50% кај пчеларство, сточарство, 70% овоштарство и 100% градинарство. Значи има поддршка, исто така се покриваат и трошоци за сертификација и исто така се покриваат 80% од трошоците за правење на почвени анализи и агрохемиски анализи, што на еден начин е добро. Сега буџетот согласно новиот закон ќе биде повисок 100 милиони денари. Според новиот закон и годишната програма која што ќе треба да излезе, веројатно во таа насока ќе се движи и мислам дека тоа е добар показател во дел на државната поддршка. Сега не е секогаш само поддршката. Значи, од друга страна, треба да се посвети внимание и на советодавните услуги. Значи, ние имаме Агенција за поттикнување и развој на земјоделството, донесен е нов закон за советодавни услуги, кој што треба да се имплементира и реално на земјоделците да им се помогне во делот на овие органски агротехнички мерки кои што треба да ги користат, посебно во периодот на адаптација, од премин на конвенционално во органско производство. И од друга страна, многу е важно поврзувањето со пазарите. Значи, органското производство зазема само 1% од нашето земјоделско производство во државата што го имаме, реално е насочено на нашиот домашен пазар и во тој случај многу се важни промоциите на малите органски производители и многу е важно нивното поврзување со директните потрошувачи во насока да се зголеми ова производство и во насока да се користи квалитетна храна во нашата држава. Сега споменавте колку ќе биде важно искуството на органските производители од аспект на тоа во каква ситуација во моментов се наоѓа светот и колку ќе ни биде потребно искуството на овие земјоделци. Сите оние кои што имаат некаков проблем со обезбедување на ѓубрива, ние во документарниот филм споделивме и дел од искуството на земјоделците, па во природно од Преспа може да погледнат сите оние еден рецепт за тоа како може да ги заштитат своите земјоделски површини со користејќи на природни препарати на база на Копрева. Билјана, ме интересира што е со моментот за свесноста на потрошувачите. Гледаме дека државата на некаков начин вложува средства, можеби, како што велат и тие, потребна е поголема помош во тие први години на адаптација на површините на кога се наоѓаат во период на преод. Но свесни ли се граѓаните колку се важни органските производи или колку се подобри за здравјето? Дел од земјоделците велат, например, направија споредба дека едно органско јаболко заменува 3 добиени на произведени на конвенционален начин. Има ли таква свест кај граѓаните за тие разлики помеѓу органско и конвенционално или сепак во овие моменти на криза цената е најважна? Да ви кажам искрено, ние пред 4 години работевме на еден проект во Националната федерација на фармери, буквално кон брендирање на еден производ Преспино. Тоа е свежо ладен цеден сок од јаболка, каде што е од органски јаболка произведен и е од Преспа и е, мислам дека веќе препознаен на пазарот. Кога започнувавме со таа иницијатива, морам да истакнам дека и ние бевме скептични во делот дали се препознава домашното
еколошкото, органското производство на пазарот или не се препознава. Направивме една анализа со потрошувачи и можам да истакнам дека од анкетирани 100 потрошувачи по супермаркети кои што пазарат, 60% од нив укажаа дека купуваат и гледаат да купуваат квалитетни производи со насока да бидат органски производи. Најголема таргет група се семејствата, односно оние млади родители кои што имаат мали деца, но свесноста дека квалитетот е препознаен од производители, од потрошувачите кај нас, навистина е препознаен и сакат да конзумираат, сепак тука најголема пречка, повторно ќе кажам, тоа е цената во делот на животниот стандард кој што го имаме во нашата држава. Инаку ние и организираме голем број на саеми, еве сега имавме последните месеци од декември и февруари имавме саеми во Скопје Сити Мол, каде што се своји производи ги промовираат и ги продаваат мали оператори за храна, кои што најголем дел од нив се органски производители, како што е мед, како што се овошни сокови, и најголем дел можам да кажам од овошните сокови ни доаѓаат и од преспа, посебно од јаболка, свежо цедени, тоа се прекрасни сокови. Да не звучи како реклама, ама реално е така. Така што потрошувачите од она што можевме да видиме навистина имаат интерес да купуваат. Еве конкретно ќе кажам, не го криеме тоа како факт, од еден ден, од еден саем во Скопје Сити Мол, од 35 изложувачи, мали оператори на храна, ние вкупно направивме 10.000 евра промет. Значи, тоа покажува еден индикатор дека самите граѓани, самите потрошувачи сакаат да конзумираат и да користат вакви производи, но сепак можеби за континуирано користење најголем проблем е цената, бидејќи сепак е повисока од конвенционалните производи. Ајде ќе го слушнеме искуството на земјоделците од терен, па ќе продолжиме со разговорот во студиото. Ние сме во рурална средина, каде што немаме голема потрошувачка и одиме во поголемите градови. Скопје ни е центарот на продажба. Редовно сме во Скопје, а организираме и годишно имаме повеќе саеми. Надвор од државава до сега немаме. Имаме пробано за мала количина, али мислам дека доволно е тука да се испромовираат нашето производство и нашите потрошувачи да ја користат нашава храна. Еве ќе замолам, пробајте. И дали ќе направите како консумент, вие разлика, првична разлика помеѓу конвенционалното и еве како органско, она што ги разликува како плод. Е пред се формата, нели? Визуалниот ефект е поинаков. Ќе најдете и црвче, флекичка. Ама морам да кажам и вкусот е различен. Значи, се чувствува некоја цветна арома во вкусот на ова јаболка. Вкусовите, токму е тоа на содржината на богатството на содржината во самиот плод. Ги прави вкусовите поинакви, побогати. И третиот момент, кога ќе сте заморен. Храната што треба да ви предизвика? Посебно органскиот производ, органскиот плод. Кога ќе зедете едно јаболко, треба да ја поврати снагата. Продолжуваме со разговорот. Билјана, видовме какви се размислувањата од терен, меѓутоа морам да ве прашам, имаше забелешка во однос на тоа колку се организирани, колку се поддржуваат едни со други, што се случува во овој поглед помеѓу земјоделците од Преспа? Значи, од земјоделците од Преспа реално и генерално за сите земјоделци, но еве конкретно за Преспа, тоа се претежно јаболкопроизводители, овоштари. И голем предизвик за нив е тоа што не се економски обединети, односно во економски форми на здружување, како што се задруги и како што се сега во моментот, но она што се работи во нашата држава, тоа се организации на производители. Реално Преспа постои и има капацитет, и има органски производители, дури има и една задруга за органски производители, тоа е Здраво и свежо, кои што можат да се обединат во насока да го зголемат производството и во насока да ја намалат производната цена
со цел да постигнат поголем ефект на пазарот на кој што настапуваат. Организациите за производители како економска форма на обединување, морам да истакнам дека се многу погодни, поготово за органските производители, поготово за Преспа, каде што се уште постои активно земјоделство, каде што постојат јаболко производители, да можат да се обединат и она јаболко кое што не е конвенционално, односно органско, заеднички или да го преработуваат или да го продаваат на пазарот. Најчесто од јаболката кои што ги имаме во Преспа, значи се прават преработки, тие се регистрирани како мали оператори за храна, значи согласно правилник од куќен праг, кои што продаваат на локалните пазари. И сметам дека со ваквото обединување, и ние како федерација посебно на тоа работиме, со ваквото обединување во организации на производители, со поголеми инвестиции, само ќе се направи поголемо производство и подобар пласман на нивните производи на пазарот. Но тука е многу важно менаџирањето, значи како ќе се менаџира од натрешна страна економската форма на здружување. Зборувавме за многу аспекти, но некако крајната цел на сите нас и на земјоделците и преку овие разговори е да поттикнеме да се подигне свеста и да работиме сите заедно за враќање на сјајот на Преспа како регион. Ги знаете искуствата од терен, ги имате податоците, често патувате во Преспанскиот регион. Што мислите вие, има ли Преспа капацитет да го врати сјајот и да биде една атрактивна зелена дестинација? Преспа е атрактивна, не е атрактивна во моментот, но е зелена дестинација, е еколошки регион, чист регион. Значи планина има езеро, има многу реки, има можност за развој и на планински туризам, но има можност многу за развој и на рурален туризам, токму поврзано со ова што го зборуваме со органското производство. Треба многу работа, треба соодветна стратегија, треба многу соработка со општината, значи реално во тој регион, за да може Преспа да прерасне во една атрактивна зелена економија и да се развиваат тие зелени економии. Не е секогаш до финансиските, како што кажав, подршки, многу е важно промоцијата на регионот, многу е важно решавање со проблемот со Преспанското езеро во моментот, значи да се знае, да се има една соодветна стратегија што ќе се прави со регионот во една ваква ситуација во која што се наоѓа Преспанското езеро, а инаку потенцијалот за развој на еколошки туризам, на планински туризам, на рурален туризам, на селски туризам, значи има голем потенцијал и сметам дека и има интерес. Значи таму има неколку села како што се Љубојно, Брајчино, Царев двор, Евла, значи кои што веќе има мали оператори за храна кои што отвориле своји капацитети за прием на гости. И реално има посетители во тој регион од таков тип за да можат да уживаат во прекрасната реално природа. Но сепак треба малку поорганизирано да се работи за да стане атрактивна дестинација. Ја мислам дека во изминатите минути некако успеавме да доближиме еден поинаков аспект на Преспа за нашите гледачи и слушатели. Билјана, ви благодарам многу што бевте денеска со нас. Ви благодарам на поканата и сепак уште еднаш за крај да кажам, навистина ви се прекрасни овие иницијативи. Јас ги сакам подкастите каде што се зборува за граѓански иницијативи како да го подобриме животот на нашите граѓани, во конкретниот случај земјоделците. Благодарам многу. Почитувани ви, благодарам што бевте со нас.